Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во предпоследното издание на Гласот на народот во ова сезона, имајќи факт дека навистина дадов се од себе навистината да бидам ова жешко топло лето со вас, но еве здраве после голема Богородица и јас ќе заминам на еден одмор, малце се одморам и да со здраве со поголеми сили да продолжам со новата сезона. Имајќи факт дека ова жешко топло лето донесе многу непријатни моменти, повторно се сочивме со една непријатна ситуација, тоа е пожарите. Која пали Македонија? Секојаш го поставам тоа прашање, имајќи факт, не е тоа, да речем, од природни фактори. Не е ни ова, да речем, параноично. Може еднаш кога човек да се излаже, но втори, трет пат не е, што тенденциозно е. Бидејќи најлесно е да уништиш нешто што со години функционира. Тоа беше и се сеќавате со идентитетскиот геноцид. Само едно прстче на тастатурата делит и се избриша идентитетот со Преспанскиот договор. И тоа е смислено сценарио, кој некој тоа го сакаше, или што види некој тоа го сака жешко, врело. Меѓутоа, тоа врело, јас секогаш викам, требаше еднаш да секогаш да згасне. Да згасне и да си добие свој тек на правичност, праведност и казнивост. Предавството е на големо кривично дело во историјата, од прачовекот до денеска и војнина, кој никош не застарува. Ама тоа се случува во правични, праведни и нормални држави, каде што владе Божјото Слово, каде што првно основно, каде што се почитува и се плаши народот и верникот Божјото Слово. А потоа следуваат и правните законски регулативи, кај што по допрен глас, по фактичка ситуација, сите предавници, тоа е општа констатација, не можеш да ги наречеш, крадецот, предавникот, злосторникот, идиотот, тој нема друг квалификат. Тоа е тоа. По тоа се он разликува од нормалните, од родолюбите, од сите оние што се викат луѓе нормални, со минте, што викат германците мајн, или со мајнцет. А што имаме тука? Предавниците и натаму живаат, критикуваат, кодошеат, дури, Боже прости ми, трујат. Зошто ова го велам? Кај се видело? Минатата емисија спомнав водата да ти ја контаминира луѓе. Само болен ум. Значи, години во Гостивар. Видите, таму е Вруток, таму е Вардар, акција што окрстија. И постои. И во Свето писмо и сегде. Значи, наша света река, како ганг што имаат индиците, наш Вардар, никош не беше контаминиран. Тоа е извориште на чистота, на убавина, на најсвето нешто. Нашата река е почиста и од виенските води, што е вај да речам, нашата е втора во Европа, но никош Вардар и македонските води секој се чисти. Оти чисти, честит народ живееше од памти века. Се додека не се појавија, тоа не се појави тоа диво месо. И се молам, значи Гостивар со години некој го труе. Имавме градоначалник кој, замислите, си купил куќа за 500 евра квадрат. Мува не го влазеш. Морам. Ова е мојата рубрика, на срце ми лежи, на душа ми тежи. Значи, морам и ова да го кажам. Не ова предпоследно летно издание, јас секојаш ќе ја кажам вистината, дали преку мојот син, кој ден денеска нема разрешница. Ево го земам како N+1 бесконачно. Молчев, видовте, 2 месеца. Ама не можам да дозволам. Не можам да дозволам, видовте, 4-5 илјади контаминирани пациенти, отруени со бактерии, кои некој свесно ги ставил цревата на некои
доводни, одводни, како да речам тие системи од реката во водоводниот систем. Тоа е значи тенденциозно, свесно тероризам, еколошки, биолошки, како да наречам. Значи исто тоа е убиство, смислено. И од друга страна опозицијата парче прави. Кај што се криви, кај што се виновни, тие беа коалициони партнери со Арман Таравари. Градоначелник кој беше колку, исправете ме, деценија или пола деценија. Па стана министер кој прво што ги направи. Патоказите на албански јазик, немам ништо против, и тие треба да се едуцираат. Но каде е ВЦ-то државна, каде е клинички центар, што не е убаво. И на крај, истиот тој шуруваше да прави, да стави паркинг плацови со Кичановиќ, со Аванта. И што очекувате од таквите луѓе денеска да сторат? Се шета коме шетари од една коалиција во друга. Зошто ова укажувам во рамките на мојата рубрика? Затоа што еднашка стоп, луѓе мои, па кој ви дава за право, бе, луѓе? Кој ви дава право вие да ме наџирате кој никој ништо не сте? Политиканти, од која да е политичка власт? Ако таа добила власт, сегашната, оставите да заврши власт, програмата до крај. Ако направи негативен исчекор или чекор, имате право. Ама во 2 години изминати, за разлика 7 години изминати, што беа украдени 34 милиарди, по колку пат, устата пена ми фаќа. 34 милиарди украдени македонски народни пари, а никој не одговара. Морам ова да го спомнам, да ви влезе и вас во мајнцетот и да се освестите. Не да викате, Мицкове, ништо не си направил. Ја не сум адвокат на Мицковски. Напротив, го критиков на почеток, не го критиков, само го поменав. Смени го тимот. Зошто? Владата бара цврста, енергична, јака, професионална екипа, која ќе направи пресврт. Измина пред некој ден преображение, денеска сме 21. Таа метаморфоза очекувам кај сите нас, прво кај нас народот. Да знаеме што сакаме. Дали сакаме држава, дали сакаме касаба или не сакаме ништо. Ја еднашка реков, па на крај крајева, на крајот на криштата, па ќе бидеме администрација. Како? Едноставно. Ако бидеме администрација на привремен престој, на временски период, тогаш сите политичари во мренда. Сите. Тоа значи потекло на имотот, конфискација поширока, да се најде вистинското решение како да се вратат парите. И завршно. Никој не ги вратил парите од политичарите. Никој не влегол у затвор. Се наоѓаат кривини и као Чемберлен, така го направи кривичниот закон на Америка. 556 пати влегол у затвор, за да најде точка, дупка во законот американски, во кривичниот закон, за да може да го дефинира американскиот кривичен закон. А овдека што имаме? Еден политичар од Голтар ќе стане господин и не го интересира. До вчера немаше Капуче денеска гроф Монте Кристо. И да не ги бројам. Не се такви се исто N+1 бесконачно. И ќе завршам. Значи, немојте да ја претерувате сета ова ситуација што народот ви дава. Народот дава, народот зима. Господ дава, Господ зима. Не го слушате гласот на народот. И затоа ќе ви се врати лошо, кога и да е. Нека биде само тоа, ми земав некоја минута-две на моите соговорници, им давам после 80 минути со големо задоволство да најавам мојата екипа. Тоа е Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на овој проект, Ивана Алексовска, главен инженер во режија и програмскиот уредник, тоа е Владимир Котевски, кој вечерва со нас, заедно со Марко Левтеров, кој дава се од себе да ја реализираме емисијата. Одиме со рекламата и се враќаме во студиото да ги представам моите и вашите соговорници. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад. И уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме.
Да, почитувани, вечерва нашата тема е посветена за македонците во светот, што ја секојаш така љубам да ги викам, тие не е се диаспора, бидејќи се навредуваат од тој збор и навистина диаспора не е се. Тие се македонци во светот. Или богатството, или заборавена сила на Македонија. Кој се плаши од гласот на диаспората? Имено во овие минути што ни престојува, тоа се речи се околу 80 минути, Македонија има милиони своји луѓе надвор од своите граници. Луѓе кои заминале поради животот, економијата, политиката или неправдите, но не напуштиле Македонија во своето срце. Македонците во светот не се само бројка во статистиките, не се само изборен глас и не се банкомат на државата. Кога велам банкомат, знаете дека 2 милиарди годишно пристигаат во буџетот или торбата на Македонија и по разни ознаки и доаѓаат до вас, до мене и до сите македонци во државата, добиваме пензии, социјална помош, значи тоа е една флуктуација на средства. Затоа не се банкомат. Тие се дел од македонскиот национален потенцијал. Секоја година од диаспората во Македонија пристигнат, како што реков, огромни средства на прашањето што добива тие за возврат. Кога ќе дојдат изборите ги бараме. Кога треба пари, пак ги бараме. Кога треба поддршка за Македонија, пак ги бараме. Но кога македонците ќе побарат политички права, институционална почит и вистинско учество во одлучување, тогаш одеднаш се појавува дилема, закони, процедури, стави. Зошто? Кој се плаши од гласот, како што реков, на македонците во светот? Еве, да не ширам, тоа се круцијалните стожери на нашите соговорници и ќе му речам многу благодарам на нашиот македонец оддалеч на Канада, кој направил навистина илјадници километри и дојде во гласот на народот, мојот драг пријател Ристо Дурловски. Добро вечер и добро дојде, Ристе. Добро вечер, Слободан Томич. Драго ми е што се гледаме по втор пат и се надевам дека и во иднина ќе се видиме. Дај Боже. И можам да речам дека имаме голем респект за вашиот подкаст и од ова студио ние имаме научено многу нови работи и за Македонија и многу други работи. Меѓутоа, нас не интересира најпоќе за Македонија, оти без Македонија и ние од диаспората сме ништо. Македонија треба да постои, да обстои и затоа ние се бориме во тој правец да направиме максимално што може да направиме Македонија да биде тоа што е, односно да биде многу поќе од тоа што е сега. Амин. По барање на македонците во Канада, господинот Ристо Дурловски е председател на Обединетите македонци во Канада. Значи прв човек на сите македонци во Канада. Љубомир Ѓурчевски беше соговорникот кој беше префериран од нашите македонци во Канада. Љубомир, добро дојдовте. Добро вечер, и благодарам што прифативте и во овие жешки температурни временски простори дојдовте по барање на македонците од Канада да бидете соговорник. Јас им благодарам на македонците во диаспората, односно македонците во светот, да. Во светот, последно чест ми е што ќе можам да дебатирам со претседателот на македонците во Канада. Имам и други контакти со македонци од Австралија, со македонци од Западна Европа и така натака. Значи, едно сакам на старто да кажам. Сакам сите македонци да знаат дека македонското прашање е живо и отворено. И тоа прашање кога тогаш ние мора да го затвориме. Дали сме ние таа генерација во поодминати години која што треба на младиве да им го остави тоа прашање да го решаваат, но со одредени патокази, или па ние на крајот на нашите животи ќе успееме да го решиме македонското прашање генерално, значи зборам за светски и европски рамки, затоа што негирањето на македонците и македонскиот јазик, македонската историја, македонската култура не е само она што го прават соседните држави кои што имаат бенефит од тоа, од негирањето на големите сили, затоа што супцесори, односно делачи на колачот,
од непризнавањето на Македонија како независна држава уште многу одамна, имаат точно овие соседни држави овде околу нас, кои што секој грабнал толку колку што му дале странците, не толку колку што тој освоил, него толку колку што одлучиле големите сили на последната делба во Букурешт, односно создавајќи одредени територии кои што воопшто не постојат. Јас завчера на мојот Facebook профил постирав една карта на Македонија од 1911 година, не е таа е 911 година така објавена, иначе таа карта е исцртана во 1878 година, кога турските војски повторно се враќаат во онај клин што го викаме зелена трансферзала и како преку Македонија, знаете Македонија излегуваат и на Јадранско, и на Јонско, и на Егејско море, според таа карта, но со тој клин они стигнуваат до Сараево. Тоа е барањето на Берлинскиот конгрес, кога Велика Британија и Франција без испукан куршум и без никакво учество во поразот на Турција од страна на Русија во 8-та руско-турска војна, де факто се најголемите победници, затоа што успеваат тогаш да се потпиши договорот за пловидба низ Босфор, значи каде што Турција го губи суверенитетот, значи бродовите на тогашната моćна англиска флота слободно флуктираат према Црното море, исто тоа важи и ден денеска, знаете, и руските воени бродови слободно поминуваат без никакви надокнади и сите други НАТО членки, значи го користат благодарение на објавената војна на Германија и на Велика Британија и Франција врз Русија, и они успеваат тогаш да го добијат, односно да ги вратат руските војски и да го одложат решавањето на македонското прашање и прашањето за автономија на Македонија, која што де факто требало да се случи тогаш, а покасно 913 се создаваат и други држави на Балканот, што ќе разговараме, затоа што навистина македонското прашање е живо од веки векова, и уште ова да го спомнам, знаете дека во Венеција, односно во манастир во Дечани, е пронајден буквар од 1597 година во кој што стои буквата Ц. А буквата Ц ја има само во македонската кирилица. Ја нема ниту во бугарска, ниту во српска, ниту во руска, ниту во ниедна кирилица. 1500? 1597 година. Букварот е тоа. Во Венеција? Од Венеција е донесен, да, донесен е тука и тој буквар се чуват и постои. Значи 1597 година. И сега некој да ме убедува дека на тие историски факти македонскиот јазик е вештачки творба, а некој кој што го создале русите и му дале територија како свадбен поклон во Сан Стефано, и сега тие да ми кажуваат и да ме убедуваат во некаква историја, за мене е непоинливо. И плюс нешто што посебно од душа и од срце сакам да го кажам, како христијанин, како верник, мислам дека е дојдено време кога Македонија треба да го зачути и Ватикан и сите, со тоа што 13. јули ќе го прогласи за национален празник, затоа што Свети Павле бил присутен, Павловден, затоа што Свети Павле бил присутен во Република Македонија и од оваа територија, од Хераклеја, од Ојранско, го шири православието во Европа, и во Библијата е јасно и гласно запишано дека првата жена Лидија Македонката е првата христијанка во Европа, што и самиот Папа Лав го призна, дека Франсис, сите го призна, што и самиот Ватикан признават дека Македонија постои и е меѓу 5 библиски држави кои стои во единствената. Така да сега некој нас да не убедуваат за некаква си историја или да ни менјават историја, тоа можат само геноцидно-фашистички народи да прават таков притисок врз ова население, врз македонците. Тоа важи и за македонците во диаспората, и македонците надврн во светот ги имаат тие проблеми со пропагандата на грците, со пропагандата на бугарите, со пропагандата на србите, МПО во Канада и во Соединетите Американски држави, така да мене ми се барем познати тие работи и затоа радо го прифатив овој разговор, сакам да разговараме и сакам овој народ да свати зошто треба сите да застанеме за проектот правото на глас на македонците во светот.
мора уставно да им биде загарантирано дека и да се изнајди модус, не да патуваат илјадници километри за да стигне до амбасада, него како во цел нормален свет, дали ќе гласат Каде што живеат таму, каде што да се живеат, произнесат. да се произнеси слободно да гласат, а пребројувањето на гласовите ќе си се врши тука. Знаете како викаме ние, од една електронска адреса може да има само еден глас. Значи претходно со закон, претходно со се, ќе се изврши, ќе се направи регистрација на електронската адреса и ќе стои дека Ѓурчевски Љубомир ја користи таа електронска адреса и дека Ѓурчевски Љубомир може да гласа само од таа електронска адреса. А Државна изборна комисија, председател е човек на опозицијата. Зошто страф? Зошто страф? Нема потреба од никаков страф. Но, затоа викам, ние, сите овде, граѓаните кои што живееме на ова подрачје, кои што сме тука присутни, треба дебело да застанеме за тој проект дека македонците во светот, дека треба да го добијат правото на глас и сите други граѓани кои што се државјани на Република Македонија. И по државјанство и пород. И по државјанство и пород кои што се државјани на Република Македонија, а не да бидат како со пописот, каде што ни се попишуваа лица кои што немаат македонско државјанство, кои што не се државјани, кои што не се родени во Република Македонија, него раѓани се некаде другде, лица кои што се откажуваа од македонско државјанство, затоа што јас сум подпишувал решенија за отпуст од македонско државјанство за да добијат во Германија државјанство, затоа што Германија не признаваше двојно државјанство, доскоро сега веќе е друга состојбата. Така да им се забранува да не можат македонците да кликнат кога ќе ги внесат податоците на пописот, тоа што се направи во 2001 година. Фалсификат попис. И ние досега требаше да кажеме дека во тој попис со фалсификувани податоци не може да предизвикуваат. Што е кривично дело? Да, што е криви, не може да предизвикуваат никакви правни действија внатре во државата, било да е тоа за вработување, било да е тоа за социјални права, било да е тоа за образовни, за културни и така натака, затоа што имаме невалиден попис. Нас, ден поскоро, ни е потребен чист, валиден попис. И сите, кои што на посебна графа, оние државјани на Република Македонија и оние кои што имаат потекло од Република Македонија, ќе се изјаснат и ќе бидат ставени како нерезидентно население. Нерезидентното население го планираш во својот економски развој, образовен развој многу поинаку, за разлика од резидентното население кое што е тука присутно. Така да не е должно многу. Да му дадеме исто така просто на гостинот. Точно така, многу прашања. Кој се плаши од гласот на диаспората? Тоа е и работниот наслов. Само една исправка, значи гласот на народот е форум кој живее 26 години. Овие подкасти се ново компонирани, што ќе речам, убаво е на социјалните мрежи да го има. Меѓутоа, нико не е ова суета, меѓутоа, овој проект, Гласот на народот, ги отвори портите на македонците во светот. Еве, Гласот на народот ве прашува, кој се плаши од гласот на диаспората? Одговорот е, мислам, едноставен. Се плаши тој што знае што диаспората, односно што ние македонците што сме надвор од Македонија, за кого ќе гласаме, односно тие што се опозиција на прогресивните, да речем, партии, тие што се за доброто на Македонија, односно се плашат тие што се нас проти нив. Тие се плашат. Се плашат од нас. Од и ние ќе одаеме гласо на правото место, односно ќе гласаме. Во случајот сега ние ќе гласаме, најверојатно мнозинството ќе гласат за ВМРО. И опозицијата се знае кои се, СДС и тие што се со нив, тие се плашат од нас и тие не дозволуваат ние да гласаме. Меѓутоа, то не е коректно, не е фер, точно како што речете Томич, дека од диаспората доаѓаат значајни средства тука и што е една важна работа, меѓутоа далеку поважна работа е македонци. Ние сме македонците во странство. Ние сме тоа што сте и вие овде. Ние сме истиот народ, истите луѓе, истите мислења. Ние што сте одени сега таму, директно, јас отидов од тука, децата мои така одовде. Сега другите генерации... Колку години сте во Канада? Па, 38 години. Сега сте прв човек на обидентите на македонци на обидентите македонци. Еве, господинот Ѓурчевски спомна есенцијални работи,
апропо бугарите, грците и сите тие што не мислат, бидам искрен, јас секоја чест повеќе пати кажав, може да единствен новинар бев кој 2002-2003 година бев у Бугарија и направив 6 часа програма за бугарско-македонски односи. Тогаш немаше ваква шизофрена политика. Знаев да ги скротам, да им кажам стоп. И го наидов на разбирање. Но сега се повампира, бидејќи некој ми ги отвори портите, а тоа е опозицијата, актуелна. Со подпишување на бугарскиот договор за, што вика Ристо Николски, за непријателство. Јас не сакам да речам, боти комшијата, односно соседот е поблизок од родениот брат, а ние не ја гледаме таа. Конечно, како вие се однесуваат кон вас, еве, да речем, бугари, грци, еве во црквените заедници, дали имате право во црквените заедници да се произнесете како македонци, да слушате македонска литургија и се тоа. Едно време ми беше обесправени бевте, колку што разбрав, а друго, и конечно не бевте посетени од конзулот, од амбасадата, што има задача да ве посетуваат и да имате комуникација. Пред да одговорам на тоа прашање, сакам еден мал коментар во врска со македонците во странство, односно во другите држави. Вие спомнавте дека не има доста. Сакам да кажам овде дека минатата година, односно ова година, во февруари месец, ние, Обединетите македонци во Канада, правиме Гоцева коминска вечер во црквата Свети Климент Охридски, во таа катедрална црква, огромна, една од најубавите во Северна Америка. Таму правиме секогаш редовно да правиме таа Гоцева коминска вечер и за гостин го имавме господинот Фикрет Сак од Турција. Тој ја представуваше таа турската македонска заедница према неговите изјави или изјавите уште на некои турски македонци таму што живеат, рекоа дека во Турција има негде околу 5 милиони македонци. За мене беше тоа фрапантна бројка, меѓутоа нека не биде толку, нека биде пола од тоа. Сепак поќе од Република Македонија. Јас верувам дека има голема вистина во тоа, ради тоа што македонците се познати дека со урието, со бегањето, со преселувањето, не само торбеши и турци, него замина голем број на македонци. Тие македонци таму, мислам, ги гледаме сите, прават македонски свадби, пеат исти песни, се веселат исто како што се веселиме ние, зборат македонски, јас имам некои пријатели таму, зборам со нив, и тоа е тоа што ние македонците треба да бидеме посплотени и да работиме сите заедно ова парче тука што е Македонија, да го воздигнеме максимално. А ќе го воздигнеме кој ќе му дајме респект на сите македонци. Да можат и да гласат и да се осеќат македонци. Меѓутоа има тука уште еден проблем. Државата Македонија има сериозен проблем. Не знае да ги привлечи македонците од светот. Односно, голем број на македонци, не само во Канада, и во другите држави. Америка, Австралија, Европа, секаде. Сака да бидат граѓани на Македонија. Како што спомна пред малку господинот Ѓурчевски, Македонија не му излегува во сусрет, ствара голем проблем. И ваков проблем не е прифатливо ради тоа, не е прифатливо тоа. И огромен број на, јас лично што познавам, луѓе се разочарани, заради тоа што не се прифатили, вели јас сум македонец, ништо друго. Може ли да ме прифати мене државата, да ми дај документи или не, ама јас останам тоа што сум. Што е ваше дискреционо и вродено право. Точно така. И наследно право. Точно така. Меѓутоа, ете, нека биде ова како позив за релевантните фактори да работат на тоа поле, да ги привлечиме македонците да станат тоа што се, официјално, и да можеме сите заедно да допринесеме многу поќе отколку што допринесваме. Наместо 2 милиарди да кидат 4 или 5. И тогаш мене лично ќе ми биде мило тоа. Зошто ти стандардот на луѓето ќе се подобри, луѓето ќе бидат позадоволни, па и ние ќе бидеме позадоволни. Како што вели во Библијата, вели, среќен тој што добива,
ама посреќен тој што дава. Така да ние, македонците, се извинувам, од надвор од тие другите држави, ние не даваме ако дајме нешто, да речеме дека ете дадовме и изгубивме. Не, нас не е мило да даваме. Зошто? Ако има човек, значи може да даде. И треба да даде. Само да се надоврзам на тој дел, јас на случајно тоа го нафрлив кога реков дека македонците имаат проблем, бугарите издаваат лични документи за тоа што ќе се пишеш дека живееш кај бандерата лево во Чустендил или во Благоевград или било каде и ќе му издаде документи бугарски, само за да не денационализират, да ги снемат македонците. Иначе, овие турците во македонците во Турција, они не само во Измир, во Бодрум, дозволете, јас имам на мојот Facebook профил и никад нема да ја извадам таа слика, таму сум сликан во Демре, тоа е мир. Тоа е саркофагот на Свети Никола, оригиналниот кој што бил однесен во Бари и 68 година на барање на русите е вратен во Демре, во црквата каде што е роден, каде што е одржан првиот Вселенски собир, каде што живел, тоа е Никеја, знаете, Никеја, значи каде што живел онај оригиналниот Свети Никола. И ако појдете во Бари во Италија, све е Сан Николо и така натака. И јас нема никаде да тргнам таа слика од мојот Facebook профил, пошто сум сликан пред саркофагот на Свети Никола во црквата таму и затоа знам колкав е бројот на македонците, значи по целиот тој дел од Истанбул, Бодрум, па и према Анкара и така натака и така натака. Тие дури и бараа македонски учители, да се пратат македонски учители факултативно да изучуваат македонски јазик и македонски школи, веќе третата, четвртата генерација на иселени македонци. Со тоа ние ќе го докажиме она што Западот не сака да го докажи, а тоа е геноцидот направен врз македонците 48 година, заклучно со 48 година во Грција, а и предходно со грчко-турската војна од 1921 година, покасно кога е формиран и ОПЕК, кога имаме размена на население помеѓу се носат маџирите нели од Африка, од Азија, се носат и се населуваат на подрачјево на денешна Беломорска Македонија, односно Егејска Македонија, се со цел да се смени етничката структура на населението. И да се направи вештачка држава. Да се направи, не, пазете, окупираната територија да стане дел од домицилна држава. Затоа што 1913 Грција ја окупираат Егејска Македонија и го добиваат Крит. Значи тоа се две големи територии кои што ги додаваат на Тесалија и на Атика. Значи на полуостровот. Иначе Грција е само Тесалија и Атика. Епир е македонски, ако ја погледнете таа карта што ја објавив од 1878 година, пошто нема тогаш ни Албанија, ни некој ја спомнуваат Албанија, значи стои Епир, но Епир е во состав на Македонија исто како и Тракија. И тоа се затоа викаме дека најголемиот геноцид, ако некогаш е направен и најлошата ревизија со Берлинскиот конгрес. Јас прошлиот пат овде, во оваа емисија, држејќи се до Букурештанскиот договор, како реков, првата званична ревизија на Букурештанскиот договор е направено на за второто, колку и да не се на Авној, кога Србија, една од супцесорите, еден кој што добиват, го признават македонскиот јазик, македонците како народ, како федерална единица во состав на Југославија, но де факто е направена ревизија. Ете тоа ги боли западњаците, затоа што во самиот Букурештански договор стои дека ако во рок од 100 години се создаде промена и се создаде независна држава на било која од овие окупирани територии, сите се враќаат назад со репарации. Ние и ден денеска имаме силен проблем нашите македонци од светот да си ги побараат имотите во Грција и во Бугарија. Значи имотите кои што насила им се одземени со геноцидно иселување, со етничко чистење. Разбирате, тоа се многу тешки работи, се водат постапки, јас сум запознат дека се водат многу постапки такви и затоа викам, ние како држава по ниеден основ не смееше она што господинот многу убаво Дурловски го начна
од кој се плаши? Се плашат тие што извршија предавство и тие што се откажаа од Македонија и македонскиот идентитет на егејскиот дел. Тие се плашат, затоа што тие извршија со подпишување на Преспанскиот договор, извршија веле предавство, за што е кривично дело, за кое е предвидена казна до животен затвор. Така. Значи, тие кои што го направија тоа зло на македонецот, последиците не ги трпиме само ние кои што сме овде во Република Македонија, многу повише ги трпат нашите, јас имам черка во Мелбурн, во Австралија, многу повише ги трпат нашите македонци во светот. Било да е тоа во Германија, било... Знаете дури кој е најголемиот проблем со оние 215 пасоши, јас стално што ги коментирам. Значи, наш македонец, кога ќе појдите на граница, еве во Хрватска да појдите на граница, кога им давате македонски пасош, они прво одма го подвргнуваат на додатна контрола. Зошто? Затоа што се сомневаат да не е фалсификуван. Затоа што Македонија издаде 215 пасоши на најголемите светски криминалци, наркодилери, злостотници и така натака и така натака. И за тоа некој воопшто не одговараше, па уште денеска се чаталите и излегуваат по медиуми и дискутираат во парламентот, тој кажува што треба да се направи. Ало, господине, ај погледни се во огледало кој си и што зло си направил ти на оваа држава. Прво види што зло си направил на оваа држава, па после да коментираш. Што добро, што зло си направил. Значи, затоа викам, прашањето е многу изострено и многу тешко, но ме радуваат фактот што успеваме, сегашнава влада успева да го одржи отворено. Значи, на светот му е јасно. И го иницира. И го иницира, да. До сега не беше спомнато гласање на македонците во светот. Не само гласањето, него отварање на македонското прашање. Македонското прашање генерално пред Европа. Да. Значи, што викаме ние? Да, ние ќе прифатиме уставни измени, но под услов да се признат македонците во Бугарија. Точно, да се признават македонците, да се признаат македонските, да нема идентитетски последици. Тоа го бараме, да нема идентитетски последици. А ако се тргне со ова протоколи што се подпишани, дефинитивно го губиме. Јас ги имам објавено на мојот Facebook профил, можете да ги прочитате сите 10 точки од протоколите, што се е предвидено. Кои учебници да се носат, филмови да се одобруваат од Бугарија, да се забрани да се рушат споменици и така натака и така натака. Значи, еден куп работи. Јас сакам да кажам еден коментар во врска со вашата дискусија, прилично исцрпна, прилично широка, многу добра. Дешавањата што се дешава денес во светот, односно делувањата против Македонија, јас застапувам тезата дека тие истите што не делеа во 1913 година продолжуваат на истиот пат, меѓутоа на малку поинаков начин. Оти тие тогаш имаа желбата, веројатно имаа интерес за тоа, не веројатно, него се знае интересот кој е, да ја нема Македонија, за тие да имат интерес. Тие истите луѓе, тие барат преку овие нашите соседни душмани да продолжат таа борба. Иначе фактите... Тие се слуги, овие околни слуги, затоа што тие ги создале, тие ги измислиле, тие не постоеле, тие ги создале. Како е чувството на македонизмот во Канада, кога вие се собирате на таа вечер, 3 февруари, во една убава сахранен објект, катедралата, на најубава, најголема, како што кажавте. Да. Како е чувството на македонизмот, на македонците, кога ќе се обединете заедно? Тоа сакам автентично да ми го пренесете. Да, ќе пробам да ви кажам дека чувството на македонците е позитивно. Македонците се горди на себе, се веселат, се расположени на таа вечер. Емоцијата каква е? Емоцијата е... Патриотизмот, македонизмот. Мнозинството од нив тамо, тие луѓе, тие сакат да биде Македонија, да оди напред. И не да има некоја конкуренција кој ќе биде поголем македонец, него секој сака да даде одреден допринос. Некој може поќе, некој помалку. Некој ќе отвори бизнис овдека во Македонија со цел да поможи на Македонија. Не е дека нема бизнис таму. Имат луѓето, тие што се поголеми бизнисмени, таму има доволно бизнис за да направат доволно пари. Меѓутоа сакат и овде, со таа другата цел, да му поможат индиректно на Македонија, на собствениот народ.
Меѓутоа, се вратам малку назад на претходното прашање. Кои проблеми ние ги имаме таму во Канада? Па, мислам дека тоа прашање е дискутирано и на претходната емисија, Млаников е тука. Нажалост, во црквите во Канада се збора доста англиски се проповеда. Сега јас процентуално не можам точно да речем, ама ми се чини дека сега во овие времена доминира македонскиот јазик, а во претходните времена од минатата година и назад, едно 5-6 години, доминираше англискиот јазик, поготово од црквата Свети Климент. Тие авторитетите, црковната управа заедно со свештениците има направено или измислено или креирано Family Day, фамилиарна недела. На фамилиарниот ден се збораше чисто само англиски. Тоа е абсурд за мене. Во македонска црква да се збора цела литургија, цела служба да се одвива на англиски јазик. А другите недели се правеше литургија мешано, дури процентуално. Дури може повеќе се збораше англиски, помалку македонски. Тоа зборува дека некој работи против нас. Мојот заклучок е тој, нема нешто друго. Меѓутоа сега, дали по некои интервенции, нечии интервенции, сега не е така. Сега се зборува трој повеќе македонски во однос на англискиот. Јас само ќе ви кажам уште една информација во врска со тоа. Јас со некои мои соработници тамо бевме ние да видиме што се дешава во врска со јазиците во руската црква, во грчката црква и во српската црква. И во бугарската. Во бугарската не бевме, ма знаеме и таму што се дешава. Во руската црква не се зборува воопшто англиски, само руски. Во српската и грчката се збора многу малку, може 5%. А кај нас во македонската доминира англискиот јазик. Тоа е очигледно дека тука тенденција. Што се дешава? Се должи ли, извинете што ви упаѓам, се должи ли тоа на притисок од странски разузнавачки служби, од западни врз службенициве, врз поповите, врз ними да се врши некаков притисок со цел за негирање на Македонија и македонскиот јазик? Можна ли е таква предпоставка? Предпоставка, ова е само како предпоставка. Можна е таква предпоставка. Можно е некој да биде награден за тоа што ќе спроведува таква политика. Тоа е апсолутно и сигурно најверојатно дека беше така или е така, не знам. Оти ние кога ќе влеземе во црквата, таму зборуваме македонски. Ние велиме дека црквата ни е втората куќа, вториот дом. Так. И натре мнозинството сне, или скоро сите сне македонци. За тие свештениците или некои други авторитети не велат ради младите луѓе кои што не знаат добро македонски, ради тоа ние збораме англиски. А целта наша е да ги научиме ако не знаат, а не да ги стимулираме да научат поти англиски, ти нема да останат без англиски јазик. Го учат редовно во школа. Нормално. Да. Тоа е интересно што убаво го спомнавте и го сетивте по ваша кожа, а господин Ѓурчевски кажа, апропо тој фалсификат попис, јас затоа ве оставам повеќе да вие дискутирате. Јас спомнав една моја среда со госпоѓата Дорис Пак, специјален пратеник на Европскиот совет, односно на Европскиот парламент за Балканот и за Македонија, кога јас се сретнав 2002 во Страсбур и во тоа моје интервју рече: господине Томич, кој е ваа лудост во кај вас во Македонија? Имаме и 2002 или исправите ме 2000 еден попис во кој исто беше ненормална, неприродна 2002, да, тогаш веднаш се сретнав со госпоѓата Дорис Пак и вели таму е неточна цифрата на албанците. Тие се од 14-15%. Тоа е информација од висок представник на Европскиот парламент 2002.
Екс момент е 24 години. Не е тоа рапидна демографија. Не може ни у Кина толку брзо да се размножуваат, па да стане до... Зборот ми е, знаеш зашто сакам да кажам, тој фалсификат што е направен, оваа ситуација што претседателот на владата веднаш рече дека ќе направи ќе остави вон сила дефинитивно тој. И конечно ние зборевме токму така, господин Дурловски, во вашето прво доаѓање во Гласот на народот, дека ги имате овие проблеми и се случи таа промена. И конечно ФАНАР као институција е против Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тоа го напишав пред некој ден во една колумна за Светиот трон, каде што македонците у светот немаат право да идат у цркви македонски. Тоа е све грчки. Односно, не го признават македонците во светот, да не речам диаспора. Но застана човекот и рекол не, нон пасарат. Еве, ако ми дозволите, сме на 45-та минута половина, на сите овие противречности, бидејќи ова е интертейтмент, исто така е дел од забавен карактер, еве, да видиме што ќе каже Јонче Христовски на сите овие прашања, што ние, еве, не задира многу, особено вас, а тоа е, еве, ќе даде одговор човекот кој секојаш духот, човекот никош не умира, живе духот секојаш. Еве што ќе одговори Јонче Христовски во оваа прилика. Одиме. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, почитувани, еве вистински одговор што никош нема да згасне и тоа ќе биде секојаш во континуитет артикулирано, апострофено и за младите, новите генерации кои тоа ќе дадат. Оти ова, како што рекам, диво месо што се појави и мисли дека со тоа ќе го заврши македонското прашање, се лаже. Самиот председател на државата Ѓорѓ Иванов излезе, дојде мој председател на држава, искача и вели македонското име е продадено за 150 милиони евра, долари. Меѓутоа, дали се милиарди и тоа, важно, председател даде оценка. И ние говориме сега за таа расколничка, таа одродничка метастаза која широко се расшири во просторот и натаму сака да ја труе Македонија. Еве, за 20-та, што правиме со тие внатре инкорпорирани кодошеве, да речам, кои сака да ја уништат Македонија, упикувајќи се меѓу македонците, како дома, да ќе го осетиме тоа, еве во странство. Има ли таква ситуација кај што таа служба, тие структури, тие изворишта што носат негативно бреме и време, да речам, да, што рековте вие, господине Дурловски, сака да ја нема Македонија. Еве, подавајќи рака, а зад сето тоа стојат некои скриени намери. Па најверојатно дека ние сме значаен фактор, како што спомнавте, и средства доаѓаат од тој фактор, и патриотизам се шири од таа страна. Сигурно јас може да рече дека поголем патриотизам дури од тука од Македонија, кога човекот ќе биде оддалечен од блиските тука од Македонија, тоа ќе ствара то чувство на патриотизам далеку поќе од колку кој ќе си натре во Македонија, дека кој сме тука ние тоа го живееме, тоа е дека го нормално. Меѓутоа кога ќе го изгубиш тоа знаеш колку ти значи таа грудка земја или Македонија. Така да тие разузнавачите сигурно дека работат и на тоа поле максимално да не нема. Веројатно дел од тоа што спомнавте пред малку е барањето или сугестијата да се зборува што помалку на македонски јазик. Нема друг одговор на тоа прашање, освен да се рече дека некој од некаде барал, дали тоа беа фанариотите или некои други фактори, ама 100% може овие европските држави барат ние што помалку да зборуваме македонски. Тоа е Има една организација, македонска патриотичка организација позната МПО. МПО, да. Таа има и во Америка, и во Канада, кај со една традиција воспостава една така да речеме квази добронамерна политика на соработка,
а во суштина според новинарски анализи, толкувања, сепак се крие нешто за тоа, некоја друга играрија. Можете ли... Вака, значи, кога зборуваме за МПО, за Македонската патриотска организација надвор по светот, мора да го имаме во предвид сите оние поделби кои што го следат ВМРО од основањето, од 1893 година, 93 година, за кој што господинот, еден од основачите, господинот Петар Попарсов, ќе каже дека Македонија има поголем проблем од врховистите, отколку од турците. Значи, тоа се изрека на Петар Попарсов, еден од основачите на ВМРО. Значи, тие поделби внатре во македонскиот блок од секој пат следеле, но секој пат биле потикнати од материјалното. Значи, тука се истурани многу пари на српската пропаганда, на грчката пропаганда, она што и прошлиот пат го зборувавме и на бугарската. Големи пари, каде што викаме 30% од буџетот дури на Бугарија е одвојуван за врховистичките чети во тој период, само за да се прават проблеми на македонците и на револуционерното движење во Македонија. Вие знаете, истото тоа го правила и српската пропаганда, и затоа викаме проблемите со екзархијата и проблемите со патриаршијата. И тие проблеми со екзархистите и со патриаршистите нас и ден денеска, особено по светот, не следат и пазете, мене ме радува што сега изворно, значи, слушаме во Канада, каде што викаме Руската православна црква зборуваат исклучиво на руски. Српската 95%, грчката 95%, бугарската најверојатно и таа, и сега само Македонската православна црква, врз нејзе се врши притисок врз свештенослужителите, значи се врши притисок да зборуваат што повише на англиски. А целта на таа црковна општина е нашите деца, барем тамо, да го изучуваат и да го научат македонскиот јазик. Затоа што они англискиот јазик го имаат во редовната настава во образованието. Дел француски, нели, зависно во кој кантони живеат во Канада, но сега имаме представник од англискиот кантон и викаме англискиот јазик, од англискиот дел на Канада, и затоа зборуваме на тој дел. Иначе истото се случуваат и во таму каде што е службен јазик францускиот јазик, во Канада истото се случуваат, истото им се случуваат и во Австралија, знаете, дури таму имавме проблеми внатре во самата организација на црковните свештенослужители, дури и со поглаварот со дел од поглаварите во Македонската православна црква, од владиците, знаете за сите тие проблеми, општо познати се, и мислам дека секаде ние како македонци, заради она што претходно го зборував од историјата и неслучајно, пак ќе го спомнам. Господа, ден порано, не утре, него вчера, Свети Павле на врвот на Македонија. Ако сакаме да ги зачутиме сите околу нас, за да знаат кој е коренот на православието. Прво им пречило Александар Македонски. Не. Добро, викаме за православието. Ако ми дозволите, една дигресија само. Беше прво Александар Македонски, што е факт. Така. Господин, јас Прмолчев беше мој драг пријател. Пријател ми, не можам сега да зборам, ношо господин Робин Онил, знам дека зборевме во еден брифинг јас со вас, меѓутоа човек кој повеќе пати во оваа емисија, што гледате, која рече си 3 децении, иде кон 3-та деценија, вели Слободане, во емисија вака вика, кажи му на твојот председател, тоа беше 2010-12, премиер, да напише писмо до Бан Ки Мун, ви се обрачам неја, и вам, што ме гледате, а ве спомнувам, доста нема разговори, а камо ли преговори за името, ова е ненормално време. Од денеска сме Република Македонија и ставите го пред вашиот представник во United Nations, каде истиот човек, Киро Глигоров, сега не значи ја молчев тоа што му дадо право на господот Робин Донил да каже, што тоа е негово право. Меѓутоа човек кој ја доби апликацијата, ме молам дозволите ми мои гости да го кажам уште еднашка, добил апликација како македонски председател да потпише дека Македонија продолжува со континуитетот,
членка на на Обединетите нации, по дефолт бидејќи еден од конституентите на повелбата на Обединетите нации. Значи, Емануел Чучков беше човекот кој го потпиша документот од името на Јосип Брз Тито, таа повелба. Македонец. Замислите. Македонец потпишува повелба 49 година. И нормално дека Македонија треба да си го продолжи континуитетот на членка на Обединетите нации. Киро Глигоров го ставил во фиока, Тодор Петров седеше тука, како пратеник. Во првиот, ова е убаво да ве подсетам, мора да рефреш, македонци мои породи државјанство, и имате од таа вашиот кортекс, извадена е мемориската карта на самоидентификација. Тоа го направиле, удбашка структура и сите тие служби кои не сакале, и затоа македонците заминаа. И од економскиот политички аспект се чувствувале македонци. Оделе во Голиоток и оделе во Идризово. И конечно, Киро Глигоров го појави документот откако се појави Лисабонската декларација. И затоа сме ние денеска крстени да не ги спомнам, повелите. Не, само да завршам, пошто ме спомна. Мораш да кажам, извини. На Онил. Значи, господинот Онил на днешното интервју кај вас јасно и гласно кажа, тој е првиот амбасадор великобритански во Република Македонија, јасно и гласно кажа, викат, јас немав мандат да го решавам името. Престани да гласкет беше. Така, затоа што некој друг. Факт е дека Република Македонија требаше да си го продолжи членството во Обединетите нации согласно повелбата од 49 година. И, како викаме ние, кога е признает македонскиот јазик званично од Обединетите нации 1974. Зошто? Затоа што македонскиот јазик според Уставот од 74 година е службен јазик во поранешната федерација. И класифициран. И класифициран, дури и на новчаници, така. Значи, затоа душата ме болит, јас кога тоа го коментирам и тоа кога го кажувам. Значи, разузнавачките служби на Србија, на Бугарија, на Грција, кои што служат, они немаат автохтона политика, луѓе, разберете ме. Они не се никој ништо, тие се создадени, како викаме. Абе, Свети Сава, кај учеше школо? Кај Свети Наум. Да. Крај, решен проблем. Кај Свети Наум и кај Свети Климент. И немој сега тие првиот нивни светец, најголемиот српски светец, учел школо кај мене, и сега тој мене ми вика, ти не си македонец, ај мајката. Ај мајката. Мислам, зато реков. И не случајно ова го надам. Грција, како Грција, прв пат се спомнува 1832 година, луѓе, ако сакаме да зборуваме за Грција. Ние ако сакаме да зборуваме за Грција, треба да зборуваме за Спарта и за Атина, крај. И за Тесалија, евентуално Тесалија, како област, под Олимп. Не можеме друго ништо да врзуваме за Грција, немој да ја врзујат некој Тракија, немој да го врзујат некој Крит, немој да ја врзујат некој Егејска Македонија за Грција. Тоа се све окупирани територии од Грција. Окупирани после Балканските војни, јасно и гласно. Според меѓународно право, на окупирана територија не може да се создаде независна држава. Зошто го блокираат русите Косово? Затоа што они де факто викаат дека Косово е окупирана територија. И таков е односот према таа територија. Ама окупаторите го признале како независна држава, нивни проблем. Да. Нивни, исто како русите во Донбас. Русите викаат ова се наши територии, ние ги прогласуваме независни, ние ги признаваме како независни. Да, ама Западот не ги признава, зошто? Затоа што Западот и викаат, ало тоа се окупирани територии. Ме разбираш? Овие Донбас во Украина. Значи, затоа викаме во меѓународното право мора да се почитуваат правото, а не правото на силниот. За жал, реал политиката. Овде, за жал, се почитува правото на силниот, а правото на силниот им дават за право на овие, особено на Грција и на Бугарија, и на сега, во последно време и на Албанија и албанците, им дават екстра права само да го негираат постоењето на Македонија и македонскиот народ. Како колку македонци... Извинете. Почитувани господинот Ристо Дурловски е чичко на господинот Игор Дурловски. Тоа ми е радува што е една патриотска фамилија, гледате колку дава несебична поддршка за Македонија. Колку има македонци што се сведоци на екзодусот во Канада. Имате такви сема што се замина и во Канада, преку други држави и дојда во Канада од Егејска Беломорска Македонија.
колку семејства, македонци? дали? Огромен број. Огромен број. Јас може да ви кажам. Дали имате такви средби да се разговара, да се дискутира? Дали имате на Министерството за надворешни работи, не сега, и порано, тоа ме интересира. Дали некој се интересира за вас? За нешто направи таа средба, еве ја ќе ви кажам отворено, денска е 21 август, ината недела е Успение на Пресвета Богородица, 28. И јас како иницијатор на еден семакедонски собир да биде на 28 август. Тоа го кажавме со вас пред колку години, а и тоа претходно. Дали може да дојде до семакедонски собир? Еве, господинот Ѓурчевски спомна што јас го преферирав пред 15, колку до 2008, тоа се 17 години. 18, да се направи еден камел теменик на Палјурци, каде проповедаше Свети апостол Павле. Дали дека и вас има таква иницијатива да, што преска го спомна во сето ова, да се да мислата просто да се соберат луѓето македонци на тие што биле протерани, тие што да имате на таква семакедонска собор, да имате кај вас во Канада, еве апропо и Македонија да се соберете и така натаму. Пред се тие македонци, еве 48-49 година беа тие негативни работи за Македонија се дешава, повеќето од нив се постари луѓе. Меѓутоа, јас сум ги сретнувал често, деца нивни нормално, тие ги знаат од прва рака, ги знаат тие работи, точно знаат нивите што му се земени, куќите што му се земени, протерани од таму, што се негирани на било кој начин, и ако се вратат имат проблеми, често пати од интерес роднините нивни ги зеле нивните ги посвоиле. И овие немат право. Зошто? Оти тие дошле во друга држава, значи ја негират грчката држава. И затоа имат проблеми. А тие 100% дека сака да кажат нешто во врска со тоа, не нешто, него има големи работи што може да се кажат, со едноставни збори, луѓе што така често пати зборат, тоа му се деси на татко ми, тоа му се деси на мајка ми, така стана тоа, вака стана ова работа, така беа протерани, така беа убивани. Како се одржува македонизмот дело? Дали Само ако смеам да упаднам, само со едно прашање. Дали сте информирани дека грчката влада најави можност за добивање на документи на македонците од Грција? Да. Тука треба да го бараме решавањето на ова прашање за второто и третото колено на децата бегалци. Не само во Канада, него ги има и во Австралија, ги има и во Ташкент, во Русија, ги има и по западна, во Чешка, во Полска, ги има секаде и затоа тука треба да го бараме прашањето за да дојдеме до онаа вкупна бројка. Јас, например, би ве прашал дали е точна бројката дека во Канада ги има преку 100.000 македонци. Прво, вако господине Ѓурчевски, прво, грците, јас мислам дека тоа што обеќава, дека ќе му се врати имото или некои слични такви работи, куќи и така натаму, јас мислам дека тие прат некој друг нов трик, тие деца и тие луѓе ќе сака да ги прогласи за грци, а не за македонци. Еве тоа да им дават документи. документи, еве ќе ви дајме државјанство, а ова ќе биде ваше, ама вие за возврат ќе бидете наши. Исто како сега што земат бугарски пасоши. Точно така. Од народувањето, затоа ве прашав. Тоа е точно. И ова прашање, дали е точна бројката дека во Канада ги има преку 100.000 македонци? Па, јас на основа на едни сознание од книгата на Лилја Петров. Таа имаше напишана на книга негде во околу 60-70 година за македонците кои дошле од претходниот век, односно од 1890 или 80 и некоја во времето пред Илинденското восстание, кога македонци од тука бегале, протерани така натаму, од тие времена и детално пиши кај живееле, како живееле, што живееле и така натаму. Негде во 1921 година
имаше неколку македонски вестници во Торонто. Торонто важеше за центар за Северна Македонија за Северна Америка за македонците во Северна Америка, што значи Постари бевте од американците во Америка, македонци во Америка, прво Канада доаѓа, така? и тамо и тамо. Исто, 909-та, 908-та. 903-та Нью Йорк Таймс објавува бројка на македонци во Соединетите Имаше американски држави затоа што Македонија со авиони. кога влегуваат македонци со бродови на пристаништата, кога ги евидентираат како мигранти ги запишуваат како македонци. Македонци точно така. Како мигранти ги запишуваат, затоа ве прашав. Сакам изворно да слушам, еве овие податоци некој прв пат ги слушам. Во тие времења, околу 21 година, имаше неколку македонски вестници. Во тие вестници имаше бројка дека во Торонто во тоа време имало 50.000 македонци. Во 1921. Ако во таа година биле 50.000, тие до денес тие 50.000 се направени може поти од 200.000. Баратаме со бројка 100.000. Така. Не. Со таа бројка Јас баратаме. мислам дека многу поти од тоа. Добро, ние баратаме. Меѓутоа, кај се македонците што одеа, односно што одевме ние после 21 година? 70-тите, особено 70-тите години. Реки од македонците челе таму. Денес во Канада има околу 50 до 60.000 што се декларираат за македонци. Меѓутоа, мојата проценка е негде дека има околу 200 до 300.000. Може има и поќе. Меѓутоа, на жалост, не се декларираат. Јас лично имам, ко работев во таму ко бев амбасадори што работат. активен, ко бев таму ко работев во Торонто на дезинфекција, дезинсекција, дератизација. Јас одев од куќа до куќа да сервирам. Одев на места кај што луѓето ќе ми речеа што националност си, јас одговорив дека сум македонец. Па и ние сме били македонци. Имав такви многу случаи. И после вртиме на македонски да збораме, вели зборам јас малку, знам дедо, баба и така натаму. Слични некои збори. Огромен број на луѓе. Јас не можам да дам бројка точно, ама голем број на фамилии што ми рекле дека се македонци, Коренот им е корено македонски, ама не се македонци. Тие се тие македонци што спомнуваме, дали 100, 200 или 300.000. Сега нивно трето, четврто колено тамо. Точно така. Сега нивно трето, четврто колено живеат, меѓу кои се зборуваат и за најголемиот производител на сирење, млека и така натака, дека потеклото му е некаде уште во 18 век заминат од Галичник, заминат во Канада. И дека тој има таму огромен бизнис со тие кисели млека, со павлаки, со сирења, со кашкавали и така. Неговата фамилија, неговата корпорација, дека е една од најбитните, има еден, кажуваат и многу други приказни околу тоа, околу неговиот бизнис. Да. Има и тој нашиот македонец што почина неодамна, минатата година со водата. Еден од собствениците на ладна вода. Беше партнер со Дзинго поставен по починатија. Да. Како ние да дојдеме, убаво спомнавте, имавте конзул, кој ве посетуваше ли тој конзул? Не. Албанскиот консул нас, ние додека беше владата на... Добро кажа, албанскиот конзул. Точно, човекот беше од албанско потекло или албанец. Да. Тој не доаѓаше кај нас. Беше таму како фигура, дури имаше изјавено дека остварил средби со албанци, со турци, меѓутоа не со нас, со македонците. И ние, како организација Обединетите македонци, не сакавме да го поканиме него, да не случајно каже нешто како Северна или нешто слично, па да не увреди, па после да дојдеме во некоја незгодна ситуација, дали да го бркаме или да се спротивставуваме и така натаму. Тоа беше главниот проблем, зашто ние не ги каневме, сега денес ги каниме, пошто сега таму е амбасадор или консул? Консул. Сега, така. И каниме, ма сега е Сара Трајковска така. Консул и сега таа ја каниме, беше на гоцевата вечер и во иднина ќе ја каниме и се надеваме дека таа или некој друг ќе биде официјален консул и ќе можеме да соработваме како што соработвавме во минатите времења. И со консулите, и со амбасадорите. И ние секогаш... Па на крајот на кристото и со министеров?
Министерот треба тамо да се појави на толкова бројка македонци на една таква Треба да го поканите министерот. Да, треба да го поканите на 3 февруари. Например, Тимчо да му испратите официјална порака. Официјална порака вие како обединети македонци кога е славава, кога е ова, значи официјална покана да се испрати до министерот на вашиот настан, до сите, како што ги каните, добро е да го поканите и поглаварот на Македонската православна црква, затоа што фанариотите работат на терен. Луѓе, јас еве некни читав професор од Канадски универзитет по вокација биолог кој што доаѓаат, прво држит беседа за ДНК анализите и за потеклото на народите, на националностите и понатака почнујат да ширит методистичкава црква, да ја пропагират во Македонија и така натака и така натака. Значи они работат на терен. Томислав Терзин. Да. Значи они работат на терен. И ние мораме како организирана држава со сите институции да се спротивставиме тамо каде што треба црквата да се спротивстави црквата со соопштение, со состојби тамо каде што треба да се произнеси владата да се произнеси, затоа што не може некој овде да дојди и да ни шири антимакедонска пропаганда, а ние како држава, како разузнавачи и контраразузнавачи да не преземиме действија за елиминација на тие субверзивни действија, како што вие на почетокот спомнавте, нели, за водоводот во Гостивар. Тоа е класична диверзија. Дефинитивно. Класична диверзија за тоа. Кривично дело. И тоа затоа што е тешко кривично дело со предвидена казна минимум 10 години и нагоре. Но затоа зборам за работава и не случајно е чест ми е што тука е председателот на Обединети македонци во Канада, да на наредниот собир званично кога ќе го правите тој во црквата, кога ќе се соберете во црковната општина, да поканите министерот од Министерството за уште од сега да испратите да добиете време за да знае да ве стави на она што викаме на агенда. На агенда да ве стави за да може да си го испланират и он и патувањето и се што треба како треба, затоа што тоа ќе биде посебна чест и посебно внимание. Ние сите знаеме да се лупаме во гради, да викаме диаспората мора да гласаат. Македонците во светот мора. Љубомир, јас се извинам. Значи, не сум суетен. Ама луѓе не може така. Мора да се работи. Значи мора нешто, не скондурите, господине. Дали си директор на Агенција за иселеништво, ја те поздравувам што ти напред за разлика што од некои претходници швалерките си ги носеа швалерките во хотел и ги вика луѓето да ида од Камбера за Австралија, јас сум сведок. Од таму по 5-6 километри и ги вика со швалерката у хотел. И сега швалерката се одмара, он доаѓа на плажата и сокчиња таму и вика ти од кај си од Камбера? Ти од Брисбен, од Мелбурн, од Сиднеј, од било каде. И така натаму. И сега вика Слободан, што се го викнал? Ова се изворна е Александар Джеповски, школски другар. Така. Значи, имаме такви што пропастија македонската диаспора. Вие како председател, значи, уште од сега да се размислуват, затоа што треба не само да викаме ние сите сакаме диаспората, односно македонците во светот и сите граѓани кои што се државјани на Република Македонија да го имаат правото на глас. Ние сме тие во државава кои што треба собранието тоа да го регулираат. Она што реков, една мейл адреса, изборен закон, една мейл адреса, еден глас. И никој нема право да ви го никој не може да пристапи. Тоа е дискреционо право. И не може. Значи така запирка да стане амандман. Зошто велам ова? Значи мене ми пречи, значи имаме парадери кои сакаат многу да одат. Дали Европа, Канада, Америка, Австралија, Кичановиќ. Дневница по 1000 евра по едно. Минимум. Тоа се 10.000 евра у 2 месеца. Луѓе мои, тоа нема ни у Белграду. Но, еве една конкретна ситуација. Господине Дурловски, вие сте председател на Обединети македонци во Канада. Тоа е една голема организација. Еве, господин Ѓурчевски, убава, јас го поддржувам. Дали преферирате конечно да имате национален координатор на македонците во светот со седиште во Скопје, кој треба со вас да координира во светот? И за тој вие дебек секојаш на господин Ѓурчевски, значи јас повеќе пати се понуди бидејќи 26 години го терам ова. И јас мислам дека треба да има национален координатор на
кој ќе биде во дел на владината структура и кој ќе биде на дневна основа, ако примерно рече каква е ситуација во Америка, таква е ситуацијата. Каква е во Канада, каква, значи не да имаме паушални информации. Дали сте за таква иницијатива? Апсолутно. Мостоите меѓу Македонија и диаспората треба да бидат цврсти и како армирани, што рековте, на дневна основа. И треба, нас не треба размени, односно државата Македонија да ни пушта разни културни манифестации, да одржуваме таму, спортски манифестации, разни контакти. Ние зборуваме дека ја губиме втората, третата генерација. Па тоа е проблемот што го губиме. Ние немаме таму некои позначајни македонски работи кај што ќе има. Знаете какво славје се случи во Мелбурн сега со Престон? Со Престон Лаунж што победи во купот? Тој беше порано Престон Македонија. На притисок на грците, на бугарите, го сменија Престон Македонија во Престон Лаунж. Но македонците се обединети околу Престон во Мелбурн. Значи идентитет е Престон. И сега ние тоа мора да го поддржиме како домицилна држава. По сите основи, ако треба да испратиме и стручни тренери, и професори од факултетот за обуки, за се, ние мораме да им помагаме на тие луѓе како домицилна држава, затоа што тој клуб Престон, нас во Мелбурн, може би преку 100.000 македонци не препознава, не дефинират бројката во Мелбурн може би надминуваат и 300.000 македонци. Сега ќе видиме на пописот во Австралија, каде што ги молиме македонците да излезат и да се попишат, да се изјаснат како македонци дека зборуваат македонски. Извинете, јас малку, знаете, многу ме боли оваа тема, затоа и прифатив. Мене ми е многу мило да ве боли. Да работиме во тој правец. Да работиме во тој правец. А иначе ние не сме ладнокрвни и ние сакаме да соработваме и да направиме прогрес, заеднички прогрес. Уште еден мал предлог, со оглед дека ова телевизија, Вистел телевизија или Вистинска телевизија, говори само за вистината за Македонија, да се разбереме. Ние не ги двоиме луѓето, сите добронамерни македонци, породи државјанство, се добродојдени. Бидејќи македонците живеат со сите други националности еден покрај друг по Божја волја и промисла. Не може да се создаде чиста линија. Ни Хитлер не можеше да направи. Затоа секој што ја љуби и сака Македонија, дај да ја изградиме. Заедно таа куќа, конечно Македонија. Знаете зашто? Еве како еден од стожерите на оваа телевизија и уредник главен на оваа програма Гласот на народот и со Слободан Томич заедно вечерва, јас би предложил да ова телевизија, бидејќи се гледаме на сите 5 континента, биде таа што би можела да дава часови на македонски јазик на нашите македонци, кои живеат, што една од идеите, ама тука потекнува во секој случај, јас за тоа зборев. Видов дека во Северна Америка не знаат македонски, има многу. И друго бидејќи беа шиканирани простите на бордингот и на вистина се свртеа. И децата не ги учат на македонски. Тоа мене ме заболе. Ја бев во црквата Свети Кирил и Методи во Њуџерси, бев и во Свети Никола, и јавно се извинувам на отецот Дејан, направив грешка, кога имаше тоа крштение на младото момче Илија, му честитам на секој, се му посакам добро здравие, значи грешката е моја. Црквата е Свети Никола во Њуџерси, а отецот Дејан. Но, сега, ако ми дозволите, рекоме дека телевизија Виста се предлага и мојата маленкост, сигурен сум дека и главниот менаџер на телевизијата, што е голем македонец, тоа е неговото високо преосвещенство Владика Петар, дефинитивно ќе поддржи таа иницијатива да организираме секако со поддршка на институцијата системот владата, како што господин Ѓучевски дава доста информации, извршно за нашите македонци во светот, меѓу други учење македонски јазик. Еве сега давам знак за една уште една убава порака, песна со која веќе доаѓаме до крајот да ги слушаме пораките на моите двајца саговорници. А тоа песна е Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, ни останува околу 4-5 минути. Ова се
пораки од нашите македонци обидените од Канада, и јас ги споштував преку нивниот председател овие две музички номери кои е пораки до вас, до цела Македонија, а таа е распространета и дисперзирана низ целата планета на 5 континента кои не гледате во моментов на стрим лайв преку YouTube низ целиот свет. Затоа имам чест да го замолам господин Дурловски како наш гостин да се обрати на оваа камера да каже неговата порака во 2 минути. Поелете. Драги македонци, пред се сакам да се обратам до вас, македонците од Австралија. Ве молам сите што се осеќате како македонци, представете се како такви пред авторитетите на вашата држава, односно бидете тоа што сте. Запишете таму дека сте македонци. Другата порака е дека сите патриоти, односно любители или луѓе кои имат респект за ова наша парче земја што се вика Македонија, гледајте емисијата Гласот на народот. Не само вечерава, односно ради нас како гости, него тоа е телевизија што работи за доброто на Македонија и секогаш овдека имало и ќе има веројатно луѓе кои заслужуваат внимание. И уште една порака би имал да кажам, сакам да ја поздравам сите обични македонци, тие што се да речем на некој начин честни граѓани на оваа држава, кои честно го заработуваат лебот, и тие се луѓето кои што ја одржуваат и ја поддржуваат оваа држава да биде таква каква што е. Нормално дека и авангардата прави одредени прогресивни потези, меѓутоа мнозинството е тоа што го спомнав пред малку. И на крајот сакам да поздравам малиот Македон од Тетово. Сакам да му посакам добар успех во иднина, како што прави досега, да направи повеќе успех и името ќе го потсетва кој е тој. Тој знае дека е македонец, меѓутоа ако му се отворат вратите да оди негде надвор од Македонија, да не заборави кој е. И не само Македонија, овие другите што спомнав, поздрав до цела Македонија, до сите македонци каде да сте во светот. Се најубаво. Благодарам. Господин Дучевски, вашата порака? Јас најпрво да ги поздравам сите македонци во светот, да им посакам долго да живеат. Сакам секаде во светот да се изјаснуваат како македонци и да се во домицилните држави во кои што живеат да се легитимираат како македонци, почитувајќи го уставното уредување и законите на тие домицилни држави во кои што битисуваат, односно стопанисуваат, работат и така натака. Понатака, сакам да испратам порака и до владата во Република Македонија, каде што очигледно дека треба да се зајакнат контактите со македонците по светот, не само со сите граѓани на Република Македонија и со сите оние кои што имаат државјанство без разлика на етникум, но посебно да се внимават околу оние пропусти каде што во мнозинство се македонците, секогаш да се поставуваат извршители, односно амбасадори и конзули од македонската заедница, односно од македонци по националност, тамо каде што имаме домицилно македонски државјани од албанско потекло, да се поставуваат албанец, тамо каде што имаме македонски државјани од српско потекло и од српската заедница и од ромската заедница, но да се води сметка особено за Канада, Соединетите Американски држави и Австралија, каде што бројот на македонците е огромен. Истото важи и за Република Турција, каде што исто така нашата популација кои што се изјаснуваат како македонци од ден на ден се зголемува затоа што луѓето се освестуваат и они бараат образование на македонски јазик да се отпочне факултативно, додека не се обезбедат сите оние услови кои што треба да ги уживат една национална заедница во диаспората, односно во странство, така да мислам дека треба сериозно да ја сватиме работата и една за секој пат да сватиме дека диаспората ни се еден од столбовите преку кој што треба да го чуваме идентитетот, јазикот, културата
Ја поддржав иницијативата да кажа вечерва, да, дека Вистел телевизија секако со поддршка на владата од сите институции да одлучуваат македонскиот јазик преку се дава на располагање дефинитивно од причина што одиме ни сите континенти. Ете тоа затоа викам дека на тоа сакам посебно да го надам и голема благодарност до претседателот на Обединетите македонци во Канада и до сите наши македонци во Канада, во Соединетите американски држави, во Европа, да никој пат не ја забораваме Европа, затоа што навистина бројките на македонци се големи, по Чешка, по Полска, по Ташкент, Франција, Германија, Швајцарија и така натака и така натака. Затоа и што побрзо она лоша опозиција да сватит дека да се преобрази како што беше при некој ден преображение, да сватит дека умот да им дојде на местото, дека македонските државјани треба да гласаат и тој закон, изборен закон, што поскоро да се донеси за да можеме да ја заокружиме првиот дел од реформите кои што се прилика во светот, секаде во светот. Ете тоа е тоа. Ви благодарам, јас почитувани што да ви кажам. Значи, исполнет сум секојаш до максимум, а тоа се гледа по мене. Бидејќи умеат моите соговорници, убави луѓе. Секојаш велам ко мои охриѓани кои велат убави луѓе, се тие сврсти, убави луѓе, добри, со позитивна енергија и чиста сила, мисла македонска. Ја сакат Македонија. И не ја трампат, не ја распродаваат. Живеат за Македонија, размислуваат за Македонија. Особено вие, мои македонци, во светот. Богатството или заборавената сила на Македонија. Не смееме да дозволиме некој да ве дилитира, да ве фалсификува, да ве деокуружи, да ве демотивира со тоа што ако се покажеш и изјасниш за македонец, да го расипе копчето дека не е важно, не е валидно вашето гласање. Мои австралијанци, македонци пред се, а потоа австралијанци, ве молам, спомна Ристе, максимално да си гласате она што Господ ве напиша и ве со својата десница, дека сте лозие македонско, одржете го, ве молам, одржете го за веки векова. Нека е за многу години. Благодарам многу, Ристе, и многу голем поздрав до моите македонци во Канада и порода и по државјанство. Секој сум отворен за вас, портите ми се отворени во гласот на народот. Посакам добро здравие вам, на вашето семејство и на сите македонци обединети. Професоре, за мене секој си професор, бидејќи од тебе учам доста работи. Ми е чест и задоволство што несебично си ја сакаш Македонија. И дојдовме до заедничка констатација, што спомнам за Палјурци. Реков, идејата е капитал, се друго е пари. Ве молам, дедо Стефан, дедо Петар, сите јас тоа го кажав и со дедо Петар, еден камен теменик, еден параклис на Палјурци во чест и слава на учителот, апостол Павле. И точно ќе дојдат на поклонение во Македонија. Тоа е факт. Бите живи здрави, ова е предпоследна емисија во жешка сезона. Наредната е посветена за Успение Пресвета Богородица. Ве поканувам, навистина ќе биде многу пригодна и убава да сте ми живи и здрави. Господ да ја благослови Македонија и вечна Македонија. Пријатна вечер. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.